представници, заменици во Комисијата за избор и именување, почитувани новинари. Би сакал да по однос на оваа точка да усвоиме еден заеднички заклучок или да се согласиме барем околу една заеднички начин како да продолжиме со работа по оваа важна точка и сметам дека во име на транспарентноста во работата на Собранието и подобрите информации за јавноста, за пратениците па и за граѓаните, добро би било да овозможиме пред да ги разгледуваме овие поединечно овие предлози или после откако ќе ги разгледаме поединечно тие предлози, но пред да се гласаат, да овозможиме секој од предложените кандидати за судии, за уставен судија, да дојде и да има 20-минутно обраќање пред комисијата, а со тоа и пред целата македонска јавност. Неколку од нив ги познаваме од нивните јавни функции, но не сите и не ги познаваме сите од целонесен аспект. Некои се стварно сосема непознати дури и за правната фела, за истакнати правници, и би било многу упатно ако секој од нив има 20 минути да се представи кој е, што работел во својот животен век, зошто смета дека е истакнат правник или правничка и кои се намерите, целите, амбицијата да работи како можен иден член на Уставниот суд. И сметам дека со таквото представување пред комисијата нема да се одземе премногу време, 9 кандидати по 20 минути, тоа не е премногу, со тоа што и пратениците би се договориле, би можеле да имаме по 3-4 прашања вкупно за секој кандидат, за да може да се одговори на некои актуелни теми, на некои работи поврзани со надлежности работата на Уставниот суд. Сметам дека е добро за јавноста, бидејќи многу долго зад куларите се дискутираше за оваа тема и затоа комисијата не работеше и не заседаваше. Не сакам никого од Собранието тука да обвинам, мислам дека дискусиите се веројатно водени на друго ниво, на коалициони партнери или извршна власт, но како и да е, сега кога станува збор за Собранието и ние имаме улогата овој процес да го финишираме на што поуспешен и потранспарентен начин, сметам дека ќе биде корисно за секого и за кандидатите за Уставен суд, и за стручната јавност, новинарите и за граѓаните, да можеме лично да ги запознаеме и да им дадеме шанса да се представат пред комисијата и пред јавноста. И затоа ценам дека ваквиот предлог не загрозува ниту време траење на процедура, ниту пак загрозува или доведува некого во ризик од кандидатите или од собраниските тела. Напротив, сите ќе имаме поголема придобивка ако можеме лично да ги слушнеме тука на говорницата, кој што работел и што планира да работи како можен уставен судија, а и јавноста да има повеќе информации кои 9 кандидати се во конкуренција, па и јавноста да извлече некаков заклучок за тоа кој е од овие луѓе поквалификуван од неговиот конкурент. И затоа, почитувана председателка, би сакал до вас да апелирам тоа да биде еден заеднички став на комисијата и да го овозможиме тоа представување на овие 9 кандидати пред комисијата или пред да почне расправата за секој кандидат поединечно, или може, за да се даде време на службите да ги исконтактираат, да се почне со расправата поединечно за секој кандидат, а откако истата ќе заврши, а пред да има гласање и изјаснување за кандидатите, да се овозможи нивно обраќање пред комисијата и пред јавноста со свое излагање на темата компетенција за уставен судија и со подготвеност да се одговори на 3-4 прашања од пратениците кои што ги представуваат граѓаните преку избори. Сметам дека ова е еден добар, продуктивен предлог, кој што ќе биде корисен и за нас пратениците да ги запознаеме, освен на биографија, да ги запознаеме и лично кандидатите за можни уставни суди, а ќе биде многу корисно и за јавноста, за сите граѓани како
избирачи, како можни апликанти за заштита на човекови слободи и права пред Уставниот суд, и за новинарите ќе биде многу корисно за да видат кој колку е квалификуван за една ваква висока и одговорна функција. Благодарам и се надевам дека ова ќе најде на одобрување и дека ќе можеме да го вклопиме јавното излагање на кандидатите пред оваа комисија и пред јавност. Благодарам. Ви благодарам, колега Милошевски.